Цената на струјата од јули е неизвестна, бидејќи анализите дали стапката на ДДВ ќе остане на 10 или ќе се врати на 18%, се уште не се завршени, изјави вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Се прават последните анализи дали ќе остане на стапката од 10% или може да се врати на 18%, без при тоа да товарот падне целосно кај граѓаните. Според Битики, до јули, што е повеќе од месец во енергетскиот сектор, е долг период. Но Стопанската комора за енергетика прашуваат дали ДДВ од 18% ќе надокнади за ефтината тарифа која ќе биде само за домакинствата. Цена на струјата ќе падне согласно законот и правилникот, што ние како Стопанска комора за енергетика баравме да се укине данокот на додадена вредност за енергетика за електрична енергија и нели при тоа штрајкувавме и владата го укина ДДВ-то, али согласно законот донесе да на 1 јули 2022 се зголеми за 5%, на 1 јануар 2023 се зголеми за 10%, сега согласно тој закон треба да го зголемат уште за 8% или 18% данокот. Од тука цената на струјата, регулаторната комисија ќе може да ја дефинира при крајот на јуни, докога ќе стигне и понудата од ЕСМ до Ева на Хом, констатира Битики. Крај на јуни би требало да се дефинира регулаторната комисија за енергетика, ќе може да дефинира нови цени за тарифите од 1 јули. Од Стопанската комора за енергетика велат, цената на струјата ќе падне. Согласно законот нели со зголемување на тие 8% што ќе се зголеми електричната енергија, они сакаат да го компензираат со воведување на ефтина тарифа. Значи, колку и да се воведе таа ефтина тарифа, не може да го покрие процентот од 8%, затоа што ефтината тарифа не важи за компаниите кои што се излезени веќе на либерализиран пазар, туку ефтината тарифа важи само за домаќинствата. Во моментов цената на струјата во висока тарифа блок 1 е 4,72 денари, блок 2 е 5,15 денари за киловат час, како и 2,679 денари надомест за пренос и дистрибуција на електричната енергија. Но независно од цената која ќе биде одредена, се очекува и враќање на ефтината дневна тарифа.